Полни редици купувачи, а празни полици во маркетите. Потрошувачите масовно купуваат, а основни намирници речиси и нема. Ваква е ситуацијата во локалните маркети, откако владата спроведе мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Од локалните маркети велат дека клиентите купуваат несовесно и масовно и дека било потребно да се превземат соодветни мерки за да се спречат несакани ситуации. Кога почнаа да се превземаат подрастични мерки од страна на министерствата за заштита пред се на сите граѓани, граѓаните почнаа многу помасовно да купуваат. Од таа причина мораше да се превземат и некои соодветни мерки од наша компанија пред се, со тоа што се скрати работното време и при тоа се воведе обезбедување на влезовите на маркетите. Почнавме, гледате и сами дека почнавме да функционираме, да се пуштаат некаде од 5 до 10 максимум луѓе во маркетите, се со цел да се намали гужвата на каса, луѓето да бидат малку поодалечени, да се намалат гужвите во маркетите, заради нормално безбедности на граѓаните и на нас како вработени во фирмата. Петров вели дека луѓето треба да пазаруваат посовесно, бидејќи ако дојде до најлошото сценарио, сепак маркетите се отворени за граѓаните и ќе можат слободно да купуваат, бидејќи залихи ќе има. Воедно апелира до оние што масовно купуваат, да бидат посолидарни за оние купувачи што треба да обезбедат основни намирници. Екипата на Здравкин телевизија на терен ги праша граѓаните дали се чувствуваат безбедни и заштитени од коронавирусот, додека купуваат во маркетите и ги почитуваат препораките и купуваат совесно, или пак се плашат од најлошото сценарио и купуваат масовно. Белешани со поделено мислење, едни велат дека ги почитуваат препораките, додека пак другите се плашат да не останат без основните намирници. Не. Зошто? Па затоа што гледам многу ретко некои маски користат. Слабо се користат заштитни ракавици, маски и затоа. Кога шопингувате, дали купувате премногу или само доволно? Не, како најнормално што има потреба. Бидејќи Па по вести кој што слушав, сите големи маркети викаат дека снабдувањето на роба ќе биде нормално. Не можам да купам повеќе од 1 кило брашно. Толку ми се можностите. А некои купуваат 20-30 кила. Тоа не чини за никого. што мислите за тоа што купуваат толку многу производи? Не чини зашто не остават и за тој што може да купи само 1 кило, нема шанса да го купи и тоа. А некои ќе фрлаат, рокот ќе им помине, има производи со ограничен рок на траење. И што ќе им прави? Ќе ги фрли. Одговорно. Малку или колку залих? Бидејќи бевме сведоци дека луѓето купуваат За 2 недели. Затоа што сме ние постари, ние сме во викендица и не можеме стално да доаѓаме. Дали користите маски, пошто гледам? Обавесно. Се чувствувате сигурно во маркети? Па, со една доза на на страв. Некои граѓани пак пред камерата на Здравкин телевизија револтирано го искажаа своето мислење дека оваа ситуација е навистина незамислива и дека не можат да поверуваат зошто нивните сограѓани масовно купуваат основни намирници. Што е ова? Ми треба, тоа што ми треба, ќе дом ќе си купам и бега. Што е ова? Дом магазини правиме. А некој еднаш ќе земам, не можам секој ден, немам пари толку си земам, кај ќе земам. А вас поудале да ви кажам најискрено. Владо кај ќе оди, што ќе оди? Господ нека ни на помош. Дете, това е. Лично јас ги сликав некна, значи да не можеш да земеш еден квасец, тоа е срамота. Што е тоа? Пари немаа луѓево до сега. Така, ја колку што знам дека пари сите кукавме нема, така? Ама сега најдоа пари. Цели пакети се носат зетини, цели пакети, мислам, вреќи брашно, квасец по цели кутии, да не можеш... Значи, дојдов во неделата еден квасец да земам, квасец не можев да земам. Тоа е чудо, катастрофа. Покрај револтираните граѓани во оваа вонредна состојба, некој наоѓа начин да се пошегува и преку сатира и хумор да искаже целата ситуација. Мислам дека идните генерации, како што ние го изучувавме битката за Илинденското востание, битката за ножот, идните генерации ќе изучуваат битката кај Кам. Воедно апелираме до сите граѓани во иднина да купуваат посовесно од локалните маркети,
бидејќи во вонредна состојба залихи на храна ќе има. Воедно да се почитуваат правилата за заштита од коронавирусот од Министерството за здравство и да се носат заштитни маски и ракавици при купување во локалните маркети.